председателе. Одбивањето на овој амандман, кој што мора да го прочитаме уште еднаш за јавноста. Значи, предложивме амандман по Законот за енергетика, председател и член на орган на управување и надзор на предпријатија во област на енергетиката, основани од државата или локалната самоуправа, раководни лица на подружница и дирекциите и правните субјекти од областта на енергетиката, министер кој раководи со Министерството за економија, заменик на председателот на владата задолжен за економски прашања и премиер на владата на Република Македонија, пред истекот на 5 години од престанување на вршењето на функција, како и нивен брачен другар или лице во сродство во прва линија до прв степен, не можат да ги вршат дејностите од став 1 на овој член, ниту да бидат во сопственичка или раководна структура на носител или барател на лиценца за вршење на енергетска дејност. И начинот на кој што вие сакате да го донесете овој закон, веќе ни ги потврди нашите сомнежи зошто ова го правите. Еве за јавноста колкав е овој закон. Погледайте. Погледайте. И спрема власта, ова е закон, според деловникот, член 170, не бил обемен закон. И затоа треба да се носи во скратена постапка. Значи, овој закон за ова владеачко мнозинство не бил обемен и сложен. Се ние за волја на вистината сме носели закони во скратена постапка, која се работи за промена на еден член во законот, 2 члена. Овде имаме промена на 42% од членовите на Законот за енергетика. И за ова мнозинство тоа не е закон кој што треба да разведуваме во една редовна постапка, првично да зборуваме општо кои промени ќе ги има во законот, а потоа да преминеме на амандманска расправа. Уште повеќе што овде се зборува дека еве се изработувал неколку години и дека треба да се изврши транспонирање на европското законодавство, еве да слушне јавноста кои се директиви се усогласени со овој закон. Директива 2019 носена, ЕУ регулатива 2019, регулатива 2011, регулатива 2015, регулатива 2013 и некоја препорака во 2018. Сега сме 2022. Значи тоа не држи. Што значи овој амандман кој што ние го предлагаме? Јас се ќе кажам еден пример, ќе споменам едно име, така колку за пример да име на јавноста. Во законот, во измените на Законот за енергетика, за прв пат е предвидено складирање на електрична енергија и оператор за складиште за електрична енергија. Нешто што ќе биде иднина во енергетиката. И, например, со неприфаќањето на овој амандман, оператор за складиште за електрична енергија може да биде, например, Кочо Анѓушев. Сега се извинувам што го споменувам, меѓутоа така како пример, бидејќи беше претходно вице-премиер за економија. Човек познат во енергетиката. Затоа предлагаме ваков амандман, со кое што ваквите звучни лица од власта постојано се некаде тука кога ќе се работи за бизнис интереси. Исто така како новитет во законот е така наречената внатрешна информација, кое што дефинирана е, знаете како, округло, ќоше да може да се манипулира, бидејќи не само носењето на овој закон, туку од овој закон ќе произлезат правилници во Министерството за економија и ќе си ги толкуваат како што сакаат. Дефинирано е како точка 88 во член 2, што значи внатрешна информација. Во понатамошните измени од законот се прошируваат ингеренциите на комисијата, регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, каде што еден куп имаме членови, каде што ќе прави одредена контрола да не се манипулира на пазарот со користење на одредени внатрешни информации. Па овие лица кои што се овде предложени во амандманот се баш тие лица кои ги имаат сите тие внатрешни информации од суптилен карактер за пазарот со електрична енергија. Не можеме да ве разберем, ако имавте на вистина честни намери, ако сакате реално нешто да се направи, еве да си усогласиме со европското законодавство, но и да се подобри на некој начин состојбата со енергетиката, кое што ја доведовте до најниско можно ниво. Скандал до скандал. Лиценци добиваат компании отворени пред 5 дена, добива лиценца. Не постои нешто, јас сум од Битола,
во РЕК битола фирма која што ќе припари да не биде сериозно изрекетирана. Ете, заради тоа го поднесовме овој амандман. Исто така во овој закон се проширува и ингеренцијата на Регулаторната комисија за енергетика да управува и со комунален одпад. Тоа сведена е во решавање на спорови. Исто се проширени ингеренциите во инспекцијски надзор, сега во управување со отпадот. Па уште 50 вработени ќе бара сигурно Регулаторната комисија за енергетика за да ги извршува овие дејности. Ако законот одише во една редовна постапка, ќе имавме можност да ги разгледаме член по член сите овие измени, бидејќи се обемни, и знаете како во правото едно зборче може да се толкува и на овој начин и на оној начин, не е експлицитно како природните науки. Така да, јас имав едно прашање, тоа е сега овде не е моментално министерот, е заменикот тука. Имено, само една секунда, во се чини 101 е направена одредена измена. Да, во членот 101 од моменталниот закон за енергетика, универзален снабдувач, во став 3 се прави една измена на едно зборче. Имено, вака морам да го прочитам цело. Универзалниот снабдувач е должен да врши снабдување со електрична енергија на домакинствата и малите потрошувачи кои се наоѓаат на подрачјето на кој има обврска да обезбеди универзална услуга и кои избрали да бидат снабдувани од него во согласно со обврските определени со овој закон и правилата за снабдување, а особено да: под 1 обезбеди снабдување и заштита на потрошувачите во оддалечените подрачја; под 2 обезбеди заштита на ранливите потрошувачи во согласно со мерките содржани во програмата за заштита на ранливи потрошувачи од член 15; и 3 ги прими цените за електрична енергија формирани согласно тарифниот систем од член 29 став 3 од овој закон, исклучиво кога ги снабдува домакинствата и малите потрошувачи. И сега се прави една измена каде зборот ги примени, што вака еве семантички би се сватило како обврска од Регулаторната комисија да ги примени. Сега се прави измена да ги формира цените. Дали ова е поврзано со оние сметки за кои што граѓаните се уште секојдневно реагираат, кога во сметките за електрична енергија цената, односно делот од сметката за мрежно, за дистрибуција и пренос е двојно поголем од самата потрошувачка на електрична енергија. Дали со ова всушност вие му давате поле на универзалниот снабдувач, на регулираниот, да може да манипулира, односно да тој ги формира сметките врз некоја слободна негова праценка? И овде има да се зборува многу закони. Ќе видиме кога ќе излезат правилниците што се од овде ќе излези. И уште еднаш ќе напоменам, ако сакате да имате поддршка од нас, требаше да бидете многу потранспарентни, да вклучите дел од опозицијата, да го пуштите во редовна постапка, да зборуваме првен за потребата од примена на ова законско решение, толкав број на измени, па да преминеме на амандмани и сите дилеми ќе бидат решени вака. Останува да лебди и самото во одбивање на овој амандман, останува да лебди дека повторно некои бизнис интереси сакате да ги скриете за плаштот на европското знаменце. Благодарам. Фали ми да е ред.